Ниту тепачите, ниту гледачите не биле жители на општина Центар. Градоначалникот Богдановиќ со неговиот тим ги разгледувал снимките на кои со боксерски ракавици се борат малолетници во Капиштец, а стотина млади возрастни навиваат и констатирале дека не се работи за центарци. Сепак, видеата биле аларм за општината да им укаже на учениците кои живеат на незината територија да не учествуваат на такви настани. Имавме алармирање и од одредени група на граѓани, но и наши колеги кои што поминували работат на тоа место пред се од комуналното предпријатие. Ние веднаш истраживме дека дали станува збор за деца од наше училиште, потврдивме дека нема вмешано деца од нашите училишта, но предпоставам дека центар е баш центар и за такви несакани случувања. Веќе реагиравме до сите надлежни институции за да се превземат сите неопходни мерки, но ова е процес кој што не е само кога ќе се случи нешто да реагираме, но напротив треба да се работи континуирано пред се на едукација на децата. МВР и по 10 дена од пријавувањето на пресметка на малолетници во Капиштец нема информации кој стои зад организираните борби. Министерството за образование и наука пак на прашањето дали има детали и дали презеле нешто писмено одговорија. За конкретниот случај кој го посочувате, Министерството за внатрешни работи и другите надлежни истражни органи се веќе ангажирани околу неговото расветлување и пронаоѓање на организаторите и на учесниците, имајќи предвид дека согласно јавно објавените видеа, активноста се случува надвор од училиште и не е за време на настава, Министерството за образование и наука нема директна надлежност за постапување, но, како што посочивме, во комуникација со останатите институции, локалните самуправи и со самите училишта, активно работиме и ќе продолжиме да работиме со цел анулирање на појавите од овој тип на начин како што наложуваат правните прописи во земјата кои го регулираат доменот на нашето работење. Во дописот стои дека новиот закон за основно образование во член 5 предвидува дека вработените во основните училишта се должни да промовираат еднаквост меѓу сите ученици и активно да се спротивставуваат на сите облици на дискриминација и насилство. Кога системот не функционира, тогаш улицата си ја завршува работата. Социолозите објаснуваат дека нашето општество предолго е во фаза на транзиција и дека вредностите редовно се губат. Ова е само резултат на таквата состојба. Во наше општество се изгубени димензиите, да речеме, околу што е правда, правично, право и не чуди што за некого е сосема нормално тоа. Да речеме, нормално е две деца да се тепат и некој да се обложува на тоа кој ќе победи или нема, па сега да не преудицираме дека може да и некои затоа ги организираат. Психолозите велат дека ваквите чести случаи се сигнал дека и на младите и на возрастните им е потребно празнење на тензиите и агресијата. Таквите настани имаат катарзично дејство. Луѓето се празнат, навиваат за еден или за друг. Личните фрустрации, тензии ги празнат на еден таков начин. И тоа не е страшно, дури може да биде и добро, ама само ако тоа е под надзор на искусни спортски работници, на педагози, каде што децата ќе бидат заштитени од евентуални последици кои може да настанат од непрописан удар, од паѓање, од тепачка која може да се појави. Според Зорба, од самите снимки се гледа дека настанот е организиран. Таа вели дека институциите мора да истражат кој и за кои цели стои зад борбите на малолетниците.